Денес градоначалникот на општина Киселавода Орце Ѓорѓиевски беше во посета на основното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, каде што официјално беше пуштен во употреба комплетно обновениот кабинет по информатика. Со оваа инвестиција учениците добија целосно нов и модерно опремен простор со нови маси и столици, целосно заменета електрична инсталација, освежени молерисани ѕидови и поставени едукативни и инспиративни апликации. Овој кабинет беше овозможен благодарение на општествено одговорни донации. Новите десктоп компјутери се донирани од страна на Борче Стаменов преку иницијативата doniraјкомпјутер.мк, како и од родителот Кирил Александров. Новиот мебел и подобрениот естетски изглед на просторијата е овозможена од страна на родителот Кристијан Димовски, собственик на акција 24МК. Дополнително од компанијата Маркев до учениците добија 32 пара високо квалитетни очила за заштита од сина светлина. Овие очила ќе им помогнат на децата во заштита на очите при подолготрајна работа пред екраните, што е се поважен сегмент во современото образование. Ваквите донации се најавени за другите кабинети по информатика во наредната сезона. Исто така поставена интерактивна табла за паралелката со деца со оштетен слух во подрачното училиште, која е донација од Стопанска банка, истакна Ѓорѓиевски. Општинското основно училиште Кузман Јосифовски Питу инаку е првото целосно инклузивно основно училиште во Скопје. По завршувањето на реконструктивните зафати училиштето доби нов покрив и фасада, лифт за ученици со попреченост, сензорна соба, пристапни рампи, специјални тоалети, тактилни патеки, со што е создадена и целосно пристапна инклузивна средина за сите ученици. Општина Киселавода и понатаму ќе продолжи со вложување во образованието, инклузијата и дигиталната трансформација, делата од локалната самоуправа. Општина Газибаба и оваа година го реализира проектот за финансиска поддршка за секое дете запишано во прво одделение. Овој проект има за цел директно да ги поддржи семејствата на нашите најмлади ученици во еден од најважните моменти од нивниот живот, почетокот на формалното образование. Со доделување на еднократна помош во висина од 3000 денари по дете. Сакаме да придонесеме за полесно справување со трошоците кои се јавуваат при подготовката за прво одделение, набавка на училишен прибор и други потребни материјали, истакна градоначалникот Бобан Стевковски. Оваа мерка е насочена кон поттикнување на еднакви можности за сите ученици, финансиска поддршка за младите семејства и напредување на условите за образование од самиот почеток. За остварување на правото на финансиска поддршка, потребно е родителот или старателот да поднесе барање до општината Газибаба со следните документи во прилог: извод од матична книга на родените за првачето, копија од решението за старателство доколку е применливо, потврда за запишан ученик во прво одделение заберена од основно училиште на подрачјето на општина Газибаба, копија од важечка лична карта или патна исправа на родителот кој го поднесува барањето и копија од банкарска картичка и трансакцијска сметка на родителот кој го поднесува барањето. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека за само 2 месеци доделени се нови 208 субвенции за купување велосипеди, со што вкупната бројка на дадени субвенции од 2022 година до денес достигна 584. Граѓаните сакаат да користат еколошки и економични средства за превоз. Со новите 208 субвенции за велосипеди за само 2 месеци, оваа мерка потврдува дека има голем интерес и реален ефект врз животната средина и мобилноста во Центар. Ги повикувам сите жители што се уште не аплицирале да го искористат отворениот повик и да поднесат барање. Заеднички можеме да придонесеме за поздрави навики, помал сообраќаен метеж и почист воздух, истакнува Герасимовски. Субвенциите се однесуваат на 30% од цената на превозното средство, но најмногу до 3000 денари, како и до 1000 денари за дополнителна опрема, детски седишта и кациги. Повикот е отворен од 24 марта, важи се додека не се исцрпат средствата, според принципот прв дојден, прв услужен. Сите жители на општина Центар кои сакаат да аплицираат, треба да достават барање со потребната документација, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка и фискална сметка во оригинал. Документите се поднесуваат во архивата на општина Центар, барака број 6, секој работен ден од 9 до 15 часот, информираат од општината. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски најави вечер за паметење. Подгответе се за вечер исполнета со вкус, музика и незаборавна енергија.
На 13 јуни, петок, со почеток во 19 часот и 30 минути, ве очекуваме на плоштадот во Автокоманда на манифестацијата Вкусовите на Газибаба. Пред настапот на големата звезда уживајте во добра македонска музика, која ќе го загрее амбиентот и ќе ја подигне атмосферата. А потоа Саша Ковачевич, миленикот на балканската сцена, човекот со милионски хитови и уште повеќе срца освоени, ќе настапи како звезда на вечерта и ќе приреди шоу за паметење, вели Стевковски. Ова не е обична вечер, ова е настан што не се пропушта. Најдоброто од гастрономијата, културата и музиката на едно место, стакнува првиот човек на Газибаба. Вкусовите на Газибаба. Манифестацијата ќе започне во 19 часот и 30 минути на плоштадот во Автокоманда. Општина Центар објави јавен повик за финансиска поддршка на проектот Центарска симфонија, мултимедијален концерт на филмска музика што ќе се одржи на 21 јуни оваа година, по повод Светскиот ден на музиката. Планираме музички спектакл на кој публиката ќе има можност да се потсети на незаборавните македонски шлагери, како и на безвременските филмски мелодии на светската сцена. Овој музички настан ќе не поврзе, ќе не врати низ времето и ќе ги разбуди на искрените емоции, порача градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Учесниците на јавниот повик треба да понудат едночасовна програма со оригинални аранжмани за композициите, изведена од еден машки и еден женски вокал за соло и дует numeri, како инструментални изведби на гудачки, камерен оркестар, саксофон, флейта и бенд во формација, клавиатура, гитара, бас-гитара, тапани и придружни вокали. Сите заинтересирани здруженија, организации и правни субјекти од областа на културата, уметноста и маркетингот со седиште во Центар можат да аплицираат во рок од 5 дена од денот на објавување на повикот. Вкупните средства за проектот Центарска симфонија изнесуваат 450.000 денари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја